проучување на лице место ќе говориме за хипертензија или висок крвен притисок, кој што всушност е се поголем здравствен проблем кај нашата популација, иако најчесто се јавува кај повозрасните лица, неизбежни се и младите со оглед на тоа дека во денешно време се повеќе се соочуваат со овој проблем поради модерниот начин на живот и самото секојдневие, односно брзиот живот, како што велат и многу мена. Кои се симптомите на високиот крвен притисок и кои фактори поточно влијаат за да дојде до оваа здравствена состојба? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка доктор Ирена Витановска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. Драго ми е што имаме можност да говориме за оваа здравствена состојба. Напоменав дека се почесто се јавува кај повозрасната популација, но неизбежни се и младите. Кои се оние фактори кои што најмногу влијаат и доведуваат до појава на високиот крвен притисок? Хипертензија или висок крвен притисок е хронична болест и се појавува обично во подоцни години, уобичаено. Меѓутоа, во модерните времиња се појавува и многу порано. Што с тоа влијае? Да кажеме дека нормален притисок се движи меѓу 140 со 90, сме поставиле граница дека тоа е нормален притисок. И така рачунаме, нели, нормален притисок се над е висок крвен притисок. И кога се појавува, обично повише фактори влијаат, од генетски фактори, начин на живот, прекумерна тежина, стресови многу, прејадување, тоа се влијае на висок крвен притисок, да се зголеми притисок. Значи иде дијабет заедно со крвен притисок, висок крвен притисок. Треба значи тоа да се прави крвна слика почесто за да се проверува дали шеќерот тука влијае и други фактори како холестерол што е. Еве напоменавте дека се јавува најчесто подоцна, односно во повозрасни години. Може да се јави во 20-тите, ретко е? Може, имаме, али се ретки случаеви, али тоа зависи, кажувам, од генетика, зависи дали е прекумерна телесна тежина има, дете или човек, може кај деца да се појави. Ако има мани, срцеви мани, ако некои анеуризми има, значи тоа е сигнификантно. Ние тогаш проучаваме, бараме што е узрок, односно причината за висок крвен притисок. Луѓето кои што страдаат од бубрежни болести. Луѓето кои што страдаат од висок крвен притисок пијат терапија, взимаат терапија. Напоменавте дека се што е над 140 со 90 е висок крвен притисок. И кај овие луѓе нели ја поминуваат таа граница, но која точно бројка укажува на тоа дека мора да посетат итно лекар? Па годините влијаат. Годините и кога ќе почнат хронични проблеми, например главоболка, постојана, затоа што ризикот е мозочен удар и срцев удар. Од висок крвен притисок ние тогаш испитуваме каква е состојба со срцето. Ако е главоболка може да посети невролог, меѓутоа постојан крвен притисок, висок крвен притисок покажува дека ние мора да уклучиме терапија. Неизбежна е терапијата. Неизбежна е. И верувам дека и терапијата 90% и помага. Да, затоа и долго живеат луѓето, али мора да пие терапија. Кажете ми, освен терапијата, што друго помага? Дали можеби физичката активност игра улога? Може, лесна физичка активност, односно движење, шетња. Тоа може да и промена на навиките. Тоа е, значи, полесна храна, повише течности и така натаму. Кои се оние природни лекови за симнување на високиот крвен притисок? Ева јас од она кое што сум можела да видам, луѓето околу мене, луѓето со висок крвен притисок јаделе лук. Да, бели лук, тачно е тоа. Тачно е тоа. Се прочистуваат крвните садови и се намалува крвен притисок. Дали постојат некои вакви природни лекови кои што ги намалуваат и симптомите на високиот крвен притисок? Постојат, хербални, постојат. И знаеме за нив и ги вклучуваме. Има еден препарат од некој си црни лук, исто кромит, исто е добар. Секам пред самиот крај верувам дека овие се совети за нашите гледачи, но кон младите која е вашата порака? Иако напоменавме дека нели поретко се јавува кај младите лица во 20-тите години особено, но сепак се јавува, стрикно која е вашата порака до нив? Значи начин на живење да се смени, да има добар сон,
Значи сонот игра улога. Сонот игра улога, 8 сати мора се наспие, не може цела ноќ тој да биде горе-доле и да има добар притисок и да ништо не му се случува. Па и други здравствени проблеми може да се јават. Да, ќе се јават и дијабет и се што ќе се појави. Бубрежни слабости, свашто ќе се појави. Како што напоменавте, нели, доколку се јави една здравствена состојба, оди во комбинација со друга, така да треба да... во комбинација е со дијабет и многу е чест дијабет. Ви благодарам многу за одвоеното време, навистина ми е драго што имавме можност да говориме на оваа тема. И мене исто. Говоревме за високиот крвен притисок, да напоменавме дека најчеста здравствена состојба е кај повозрасните лица, но неизбежни се и младите со оглед на тоа дека се јавува модерен начин на живот, самата насоница и стрес влијаат на самото покачување на притисок, но и многу други фактори, односно самите генетски фактори. Верувам дека со овие совети кои што ги напоменавме во ова вклучување помогнавме на дел од гледачите кои што утринава се заедно со нас.